Добар ден. Со почетокот на новиот ден и оваа работна седмица почнува и новото продолжение од Фактор здравје во кое што и вие активно сте поканети да учествувате и да остварите директен контакт со нас. Денешната тема корелира со актуелната пандемија од коронавирусот и заболувањето COVID-19, но што конкретно ќе зборуваме и која ќе биде вашата и моја гостинка, ќе откриете по оваа прва најава. Покрај пандемијата со коронавирусот на глобално ниво, би рекол дека уште поголема пандемија и поголем вирус или зараза е зголеменото ниво на телесна тежина. Дебелината и тоа како е сеопфатен проблем кој што глобално го зафаќа светот и чии што последици не само во моментов, туку и по завршувањето на вонредната состојба сигурно ќе бидат евидентни и соодветно ќе се бара решение за намалување на оваа зголемена телесна тежина. Затоа денеска преку темата трајно слабење со липосукциска исхрана, повторно ќе ви дадеме аспекти како од медицински или естетски доколку имате индицирано проблем, трајно да го решите и без јојо ефект. За сите тие детали и дополнително со вашите прашања, денеска одговор ќе добиеме преку разговорот со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот од Скопје, центар кој што ви е достапен и ви стои на располагање на 070 535 033. Најпрво, добар ден, доктор Крстеска, добро дојдовте и се радувам што повторно во живо може да комуницираме. Како сте? Благодарам на поканата, добро, и јас се радувам што сме повторно од вашево студио. Ние во Липодиет центарот во изминатиот период работевме цело време, прво со скратено работно време, сега за информација да знаат гледачите имаме полно работно време до 17 часот, секоја сабота од 10 до 15 и директно можат да дојдат и во нашиот Липодиет центар. Сигурно да подсетиме, Димитрije Чуповски 22 или поранешен Макдоналдс проти оваа институција сте во центарот на Скопје и само како подсетување, минатото ваше гостување и разговор го отстваривме преку Skype комуникација, вие комунициравте со постоечките и новите клиенти и сега повторно сте сигурно достапни за нив, рековте од 9 до 15 до 17 часот. Дали тоа значи дека во сабота од 10 до 15 достапни преку нашата Facebook страна, директно во Липодиет центарот, преку мејл. Тоа е, оставаме на избор на корисниците. Прашањето ми беше само дали случајно и намерно сите оние кои што сакаат и да се советуваат и да побараат сигурно решение за проблемот со дебелината, ви им стоите на располагање како тим. Секогаш им стоиме на располагање. Да, благодарам уште еднаш за вашето присуство. По блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши прашања. Контактот со вас и поканата да бидете со Фактор здравје ја упатувам преку двата телефонски броеви 6091-925 и 6091-924. Денешната тема трајно слабење со липосукциска исхрана ќе продолжиме да ви ја представуваме преку разговорот со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот од Скопје, кој што ви стои уште еднаш ќе потсетам на располагање на 070 535 033. Бидејќи апсолвиравме и кажавме дека како центар и како тим сте веќе достапни секојдневно од 9 до 17 часот, од понеделник до петок и сабота, рековте, од 10 до 15 часот, она што како заклучок се наведува и корелира со воведниот дел од оваа емисија, всушност е пандемијата од коронавирусот и дополнително овие мерки и вонредна состојба набрзо би требало да завршат, но она што ќе остане, како што рековме, е пандемијата од зголемено ниво на телесна тежина, која што за жал ги погодува најголем број од луѓето кои што останале заради нормално споменатата причина во домашна изолација. Резултат на тоа е последици по менталното и по телесното здравје. Ке споменам само некои од состојбите: анксиозност, депресија, понатаму зголемено ниво на масноти, холестерол и така натаму. Кој е вашиот коментар за сето ова? Изминатиот период со појавата на овој вирус сите не направи малце анксиозни. Се најдовме во една ситуација која што досега не ни беше позната. Луѓето се најдоа пред нешто што прв пат се соочуваат, па постепено се јавуваше стравот, анксиозноста. На почеток, да не заборавиме, беше малце и паниката, која што брзо помина, и сето тоа доведе прво и до намалување на имунитетот, кој што од своја страна придонесе да се влошат и некои хронични заболувања кои што луѓето ги имаат, како што ги наброивте. Понатаму директно проблемот со новиот вирус, исто така
покрај физичкото здравје беше засегнато и менталното здравје, кое што се карактеризира најмногу со промена во однесувањето, промена во спиењето, промена во квалитетот на сонот, однесувањето, па дури и до насилничко однесување. Сето тоа, кога ќе се собере заедно за овој период, изолацијата и карантинот, ги поттикнува и ги влошува и постоечките хронични заболувања кај луѓето. Го кажавте, имунолошкиот систем е една од превентивните мерки на која што и вие и колегите низ Фактор здравје, а и во целиот свет апелираат како најдобра превенција не само од коронавирусот, туку и од сеопштото здравје кое што треба да се чува. И во таа насока би ве прашал, бидејќи од една страна ги имаме здравите лица, од друга страна ги имаме и хронично болните, но дебелината подеднакво ги зафаќа и едните и другите, би рекол. Како реагира телото, првенствено веќе и здравите лица, наспроти оние со хронична болест? И едните и другите во овој период, поради затвореноста дома, изолацијата и карантинот, посегнуваа по внесување на поголема и неконтролирана количина на храна. И тоа онаа храна која што е богата со шекери и со јагленохидрати, бидејќи во ваква ситуација, како што кажав, страв, неизвестност, анксиозност, таа е храна за утеха, која што многу брзо го смирува организмот, богата е со шекери и е вкусна, има голем број на избор на продукти и од една страна за многу кратко време, бидејќи се внесуваат поголема количина и калориски побогата храна, а од друга страна сето тоа не може да се потроши, бидејќи затвореноста во просторот, помалку физичка активност, шетање, излегување беа ограничени и сите тие вишок на калории отидоа како резервни масни наслаги и повлекоа зголемување на телесна тежина. Тоа ги зафати тие луѓе кои што никогаш немале вишок и проблем со килограмите, а многу по, да речам, опасно за тие што имаат одредени хронични заболувања. Дополнително, кога веќе кажавте се јаде колку што не треба можеби, некогаш се посегнува заради утеха, рековте, или смирување на менталниот склоп или менталното здравје, резултат на тоа, реков е, кај здравите лица можеби и покачени масноти, триглицериди, понатаму и развој на некои состојби, а кај хронично болните првенствено оние кои што се диабетичари, сигурно и влошување или екзацербација, што се вели на целата таа состојба. Резултат на тоа е нешто што како коментар би сакале заедно да го споделиме. Еве, оставам на вас. Точно, од сите хронични заболувања, диабетичарите и диабетот беа со најголем ризик фактор. За жал, тоа се потврди и се покажа и со секојдневните информации кои што ги добиваме за смртните случаи. Најновиот податок е дека 22 луѓе од вкупниот број на 113 смртни случаи кај нас биле диабетичари, а остатокот... Тоа е близу 20%, тоа е значи. Скоро висок процент од 20%. А остатокот од хронични заболувања кои што исто се ризик фактор во комбинација со вирусот е високиот притисок, заболувањето на срцето. Значи, хроничните болни со самите своји хронични заболувања беа во ризик фактор и плюс ова наголемување на телесната тежина и масните наслаги, кои што прават уште пострашна комбинација од ризик фактори. Какви механизми се покренуваат тогаш кога настанува дебелењето? Рековте дека се депонира маснотиите. На почеток и кои регии се најоптоварени? На почеток, кога се внесува многу повеќе отколку што организмот може да потроши, значи храна богата со калории, вишокот на калории се складира во резервни масни наслаги. Прво доаѓа до само складирање и наталожување, ако не се превземат одредени мерки во однос на внимавање на внесот на храна која што има помалку калории, која што не е богата со шекер и јагленохидрати, тогаш за кратко време можат тие килограми да се намалат. Меѓутоа, ако тоа оди
секојдневно се повторува, како што сме веќе затворени во овие последни 3 месеци, се наталожува најмногу на критичните места околу стомакот, околу градите, околу грбот, околу колената, на бутовите. Самата таква дистрибуција на масни наслаги ни дава еден показател и за одредени заболувања кои што можат да бидат како последица на таа дебелина. Бидејќи наталожувањето околу стомакот и грбот може да предизвика компликации со појава на висок притисок, зголемени масноти во крвта, понатаму сето тоа да доведи до проблеми со срцевите проблеми, мозочни проблеми во вид на преинфарктни и мозочни инфаркти, понатака проблем со дишењето, бидејќи наталожувањето на масни наслаги ја подига диафрагмата. Диафрагмата го притиска белодробието, па се јавува испрекинато и плитко дишење, а тоа го пореметува и спиењето, па еден таков човек ќе се разбуди уморен наместо одморен. Наталожувањето на масни наслаги во предел на колената го отежнува движењето, се отежнува венското враќање на крвта кон срцето, бидејќи масното ткиво го зголемува отпорот на враќање на крвта кон срцето. Срцето мора многу појако и побрзо да пумпа, бидејќи срцето е мускул, со тек на време тој мускул олабавува и се јавуваат разни срцеви декомпензации и срцева инсуфициенција. Сигурно хипертензијата е само почетна точка, сигурно. Таа е прва. Високиот притисок е прва последица. И обратно, кога ќе се намалуваат килограмите, прво што ќе се регулира е и високиот крвен притисок. Да подсетам уште еднаш дека со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот, денеска зборуваме на тема трајно слабење со липосукциска исхрана. 070 535 033 е директниот телефонски број за консултација со неа, со тимот во Липодиет центарот во Скопје, кој што како совети ви ги нуди бесплатно и нормално индицирано доколку имате потреба од намалување на тежината, дали од медицински или естетски аспект, со задоволство да се јавите и да го посетите овој Липодиет центар во Скопје. Бидејќи кажавме колкава е сериозноста и колку сигурно вие лично и колегите ни светот би рекол во периодов пред нас ќе се соочувате со вакви проблеми за да ги решите, тогаш дали најсоодветно, најмедицински оправдано и најисплатливо е трајното слабење со липосукциската исхрана? Липосукциската исхрана е еден диетотераписки метод за намалување на вишок на килограми и топење на масните наслаги на еден здрав, сигурен и безбеден начин. Бидејќи таја го комбинира она што е најдобро од медитеранската исхрана во вид на еден вечерен оброк, во комбинација со суплементи кои што се земат во текот на денот. Липосукциската исхрана е исхрана која што калориски е многу мала, меѓутоа нутритивно е богата. Што значи дека во текот на оваа програма организмот секој ден е снабден со сите нутритивни елементи кои што се потребни, витамини и минерали, меѓутоа со калории е многу посиромашен и затоа се принудува телото да се храни со сопствените резерви на масни наслаги и на тој начин се губат масните наслаги на критичните места, се задржува мускулното ткиво, телото го има обликот, без да се губи кожа и да имаме висење на кожата на одредени делови, а само се топи и се масното ткиво и се губат сантиметрите покрај килограмите. Или попросто кажано, или поедноставно, ако добро ве сватив, го терате телото на некој начин да го забрза метаболизмот, бидејќи тој е забавен во овој период, а и општо кога се... И да ги искористи оние масни наслаги кои што ги таложел во изминатиот период. Затоа што кажав, кога се внесува храна која што е богата многу со јагленохидрати и шекери, имаме и калориски богат внес. Тие калории не можат да се потрошат, бидејќи колку што се внесува, толку треба да се троши. Сега нема толку физичка активност, нема движење, нема одење во теретана, самиот затворен простор и изолација, кажавме, предизвикува внесување на поголема количина на храна и имаме вишок на резерви кои што на овај начин
преку липосукцијска исхрана ќе се стопат и телото ќе се намали во обем и во килограми. Цело време подсетуваме дека липосукцијската исхрана е здрав начин кој што трајно и без јојо ефект овозможува слабење кај тие лица кои што како протокол го применуваат. Пред се од ваш стручен аспект и искуство, кому е наменета и кој се може да го користи овој протокол на исхрана? Липосукцијската исхрана прво е наменета за секој онај кој што сака да го подобри своето здравје прво, да ги намали килограмите, да се чувствува добро во своето тело, сите оние кои што имаат цврста одлука и решиле за кратко време да добијат една совршена фигура. Исто така, ако земиме со возраст, наменета е за тинејџери од 17 години, горна граница немаме уште, затоа што нашето искуство покажа дека и луѓето кои што се повозрасни успешно ја спроведуваат оваа програма и ги намалуваат килограмите. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува пауза за реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ги дознаете и откриете останатите детали кои што денеска ги зборуваме и се во контекст на темата трајно слабење со липосукцијска исхрана. И натаму сте добродојдени на 6091925 и 6091924 да ни се јавите, да не поздравите или да дознаете нешто повеќе, што би рекол од прва рака директно од вашата пред се и моја гостинка, доктор Валентина Крстеска, со која што зборуваме на тема трајно слабење со липосукцијска исхрана. Подсетувам, таа воедно и раководител на Липодиет центарот од Скопје, центар кој што ви стои на располагање на 070 535 033 во центарот на градот за сите ваши евентуални прашања, совети и започнување на протоколот со исхрана со липосукцијската исхрана. Дополнително, овој протокол на исхрана ви стои на располагање на глобалната мрежа, така што се она што ви интересира можете и таму да го дознаете. И доктор Крстеска, да подсетиме дека сите совети и оние првични разговори се бесплатни кај вас во центарот и во тој контекст би продолжиле, доколку има заинтересиран кој што сака, без оглед дали медицински или естетски, да намали дел од својата телесна тежина, што како прва линија или прв совет го добива од вас? Прво, секој што ќе дојде кај нас, кажавте дека консултациите се бесплатни, затоа се сите добре дојдени. Прво, низ еден краток разговор или анамнестички добиваме увид во неговата општа состојба, бидејќи некој кој што има и други заболувања може да донесе и резултати од крвна анализа, па да ги изанализираме заедно и индивидуално на секој да се направи посебна програма. Инаку самата липосукцијска исхрана е програма за 1 месец. Така е предвидена да трае 30 дена и е поделена на 2 дела. Во првиот дел имаме комбинација на нашите суплементи липо алфа и липо бета, заедно со тој вечерен оброк кој што го спомнав. Липо алфа и липо бета се препарати кои што во себе содржат се она што му е потребно на организмот во текот на денот, витамини и минерали. Липо алфа е прашок во состав сурутка од млеко, збогатена со B6, B12 и цинк, кој што знаеме колку е потребен цинкот и за зголемување на имунитетот, и заедно со еден полисахарид конџаглукоманан, кој што во допир со вода бубри и дава ситост. Тоа е она што липо алфа во текот на денот го дава ситоста. Заедно со липо алфа имаме капсули липо бета. Тоа се избор на 4 аминокиселини кои што го чуваат мускулното ткиво, придонесуваат зголемено крвотокот да се побрзо да оди до мускулите, да не се троши и го стимулираат мускулната работа. И тоа се 4 аминокиселини кои што се потребни исто така во текот на денот. Главен оброк е вечерата. Вечерата е комбинација на парче месо или риба
и од тука ги имаме протеините кои што треба да се внесат преку месото и преку рибата. И имаме додаток зеленчук. Зеленчукот го дава волуменот и ситоста на оброкот и ограничење, мора да имаме и ограничување во грамажа, бидејќи не е дозволено и мора да се внимава не само на изборот, туку и на количината на храна. Месото е ограничено со 160 грама, а зеленчукот 200 грама. И тоа се првите 2 недели. Понатака во вторите 2 недели веќе постепено преминуваме на нормална исхрана со 3 оброци во текот на денот, појадок, ручек, вечера. Само што ова да докажам, и покрај тоа што ги имаме овие витамини и минерали во склопот на нашите суплементи, поради периодов на одредени и дополнителни инфекции, вирусни заболувања, се препорачува да се земат и некои дополнителни додатоци во исхрана во вид на витамини, како што од групата на антиоксиданси, например препаратот Г132 плюс натурал, може да се земе омега, може да се земе магнезиум и со овие дополнителни додатоци во исхраната да биде организмот покриен во текот на целиот овој период. Сигурно и тоа е само потврда за нивото на имунолошки систем да се држи на високо ниво, бидејќи ова што го зборувате во однос на првите 2 недели би рекол е клучно, зашто организмот на некој начин се соочува со нешто друго, се почнува нов протокол, се топат мастите. Каква е пред се задоволноста или какви се резултатите од овие први 2 седмици од вашето досегашно искуство кај клиентите и што се случува во организмот, што всушност му прават овие алфа, бета и сигурно вечерниот оброк, кој што рековте е најчесто комбинација риба или месо со зеленчук? Првите резултати се јавуваат после 48 часа, кога почнува процесот на топење на масни киселини преку кетозата. Кетозата е состојба кога се во недостаток на вишок на калории, како што кажав, поради ниската калориска вредност, организмот мора да ја надокнади енергијата која што му е потребна во текот на денот, а тоа го зема од резервните масни настаги преку процесот на кетоза. Енергијата која што се јавува преку кетозата, која што му е потребна на организмот, е далеку подобра и поефикасна за мозокот, за срцето и за мускулите, отколку енергијата која што се добива од шекерите. Храната која што ние ја внесуваме секој ден, богата со шекер и јагленохидрати, дава енергија која што е со кратко согорување. После еден таков оброк богат со шекери, за кратко време се јавува ситост, задоволство од оброкот, меѓутоа многу брзо се троши таа енергија и организмот е гладен. Ние сите сме сведоци дека после ручек имаме попладневна дремка, спаѓа малку енергијата. Тоа е така затоа што ручекот, кога е богат со јагленохидрати и шекери, доаѓа до пад на енергијата. Кај липосукцијската исхрана тоа го немаме. Се јавува ситост, нема глад, мозокот, срцето, мускулите многу подобро работат во кетоза и како резултат на топење на масните наслаги, крајен производ е ацетонот, кој што се ослободува преку дишење, потење и мокрача, и така да сите кои што се на липосукцијска исхрана го чувствуваат тој еден горчив или метален вкус во устата, кој што е показател дека телото е веќе во кетоза и дека ги топи масните наслаги. Уште 2 аспекти во однос на првите 2 седмици, односно првите 30 дена од протоколот на липосукцијската исхрана би сакал да дадете, а тоа е пред се во однос на вечерниот оброк првите 2 седмици, дали смее и во колкави количини да се зачинува салатата наспроти земањето течности, дали е дозволено и што препорачувате? Во тој вечерен оброк или општо во текот на овај месец има и ограничување на внес на одредени намирници кои што содржат шекер. Во липосукцијската исхрана најмногу се е внесот на здрави масти, протеини, а јагленохидратите се многу помалку. Затоа што се однесува до зачинување на храната, на салатата се зачинува со лимон. Тие сите додатоци или преливи за салата се забранети. Забранете зеленчук кој што во себе содржи шекер, тоа е цвеклото, морковот, исто така сите махунарки во првите 2 недели се забранети,
грашок од леќата, грав од боранијата, а во текот на целиот месец нема овошје, тука малку треба стрпливост, нема сокови, нема алкохол, нема директни шекери во вид на чоколада или некои колачи. Постепено во втората и понатака во трета фаза или вториот месец ги внесуваме и ги враќаме тие забранети продукти. А што е со течностите? Водата... Алкохолот рековте, да, тука алудирам на чај, кафе, вода. Чајот, растителните чаеви, неовошните чаеви, вода во поголема количина, затоа што кажав дека полисахаридот од конџа глукоманан бубри во допар со вода и треба поголема количина на вода за да се добие едно исполнување во желудникот кога ќе се испие препаратот липоалфа. Чаевите, како што кажав, кафето, без шекер и без млеко, замена за шекер дозволена е стевијата, и исто така лимонадата, бидејќи денот се почува со топла вода и лимон, а лимонадата е дозволена и во текот на денот. Уште еднаш да подсетам дека на 070 535 033 Липодиет центарот и доктор Валентина Крстеска како раководител заедно со колегите таму ви стојат на располагање и од овој момент можете да ги комуницирате, да контактирате со нив и да закажете бесплатна консултација и совет за трајно и без јојо ефект намалување на дебелината. Она што сакам да ве прашам во однос на сите овие препораки кои што ги имате и искуството, веќе 5 години сте овде и имате повратна информација како и со колегите од регионот, каква е поднесливост или какви се првичните реакции во однос на оние кои што почнуваат со липосукциска исхрана, бидејќи рековте во првите 48 часа или првите 2 дена веќе се видливи резултатите. Што тоа значи? Како тоа може да се почувствува? Веднаш после 48 часа, како што реков, почнува да се приметува веќе намалување на некои одредени во некои одредени делови од телото, особено во пределот околу стомакот. Инаку, она што ние го очекуваме и кое што се потврди за овие 5 години е намалување од 7 до 10% од телесната тежина за еден месец, намалување во обем од неколку сантиметри, дури и во конфекцијски број. Липосукциската исхрана овде во Македонија е присутна 5 години, во регионов е многу повеќе, веќе е бренд сам за себе. И во овој период, во времево на пандемијава, колегите од Липодиет центарот од Русија направија едно научно испитување во една од најголемите државни болници во Москва. Готови се резултатите, направен е еден научен труд кој што треба да се презентира на Конгресот за дебелина во Даблин. Од оправдани причини е одложен тој конгрес, кога ќе биде презакажен, резултатите ќе бидат објавени во најсоодветните релевантни медицински часописи и ќе ги имаме точните резултати. Сега можам само да кажам дека она што го предвидувавме, сето е обистинето. 9,3 остварено, 9,3% од телесна тежина во просек испитаниците намалиле. Намалување на холестеролот, поготово на лошиот холестерол, намалување на билирубините, стабилизација на нивото на шекер во крвта и намалување на високиот притисок, така да она што го кажуваме дека за месец дена 7 до 10 се потврди како точно. Или како пример, ако некој имал почетна телесна тежина од 100 килограми, после еден месец... Меѓу 7 и 10 килограми од телесна тежина. Значи 90 до 92-3 да кажам, килограми. Сите тие кои што имаат вишок на килограми повеќе, ако го спомниме индексот на телесна маса, кој што 25 БМИ е нормален, меѓу над 30 веќе имаме сериозни компликации и дебелина. Тие што имаат преку 30 базален метамолен индекс, многу побрзо и полесно ги губат и тие можат и повеќе од 10% телесна тежина. Некој што има преку 100 килограми, многу лесно може да изгуби 10 и повеќе килограми за еден месец. Намерно не го заборавивме, во овој момент сакав да го споменам и фактот дека многу лица кои што имаат индикации за медицинска операција, односно хируршки третман, заради дебелината, често се враќани или се контраиндицирани, така што дали овие лица, без оглед како вид на операција се изведува, исто така
се кандидати за оваа исхрана и потоа да бидат индицирани, односно успешно да се направи таа хируршка Без интервенција. разлика дали се спрема за операција или постоперативен, се во постоперативен период, и за нив е препорачливо да внимаваат и на внесот на исхраната и да ги изгубат претходните килограми кои што ги има, за да може побезбедно и посигурно да биде тој оперативен процес, поготово ако се работи за операција на колено, најчесто се такви пациенти, операција на жолчка, например, операција на колк, бидејќи веднаш постоперативниот период тие мора да станат и да се движат и колку помалку имаат килограми, многу полесно ќе биде тој постоперативен период. И уште еден факт поврзан со липосукцијската исхрана се однесува на тоа што рековте на почетокот, наменете е за лица од 17 години па нагоре, лица кои што нема горен лимит или граница во однос на возраста, но што е со оние пациенти кои што имаат хронична болест од типот на заболување на тироидната жлезда, дијабетесот веќе го споменавме, кардиоваскуларни, некои ревматски промени, остеопороза и ред други. Сите тие, поготово уште еднаш ќе се обратам на сите оние пациенти кои што имаат нерегулиран шекер во крвта, кои што е на граница и веќе почнуваат со внес на медикаментозна терапија. Тоа е една така наречена предиабетична состојба. Тие се во доста критична фаза, каде што ако се дисциплинирани, можат да го стабилизираат шекерот токму со нашите совети и со примената на липосукцијска исхрана, да не почнат со терапија, додека не го регулираат нивото на шекер со исхрана. Затоа што последните информации кои што беа презентирани баш вчера се дека во нашата земја има 123.000 диабетичари, од кои 40.000 се на инсулинска терапија, а исто така застрашувачки е податокот дека има и 500 деца кои што се на оваа терапија. Да повторам уште еднаш, и смртните случаи 22 само за овај краток период во комбинација на вирусот. Да. Затоа сите тие на почеток можат да преминуваат липосукцијската исхрана, дури низ нашите консултации, индивидуални пристапи, ја коригираме и терапијата таблетарна, значи да се намали, да не дојди до премин кон инсулинска терапија, туку да медикаментозната таблетарна терапија да се намали. Да не ги заборавиме и пациентите со тироидните проблеми, со хипотиреоза, кои што со субституционата хормонална терапија го одржуваат хормонот во нормала и кај нив е дозволено да се примени липосукцијска исхрана. Имаме такво искуство, многу сме задоволни обострано, бидејќи и тие пациенти за овој период намалуваат не можеби 10% телесна тежина, али одреден број на килограми. И уште еднаш да потенцираме секој клиент, да не го наречам пациент, бидејќи може и медицински и естетски да се намали тежината, индивидуално го третирате, пристапувате и во центарот се мастите наспроти јаглените хидрати, кои што треба да се зголемат како количина, да се намали внесот на јаглени хидрати. И последното прашање и совет се однесува на оние кои што ќе го поминат овој протокол на исхрана од 30 дена, што понатаму, дали е дозволено повторување и како ги водите овие лица кои што сакаат и понатаму не само да намалат телесна тежина, туку да го одржат нивото и да живеат здраво и да се хранат здраво. После првиот месец протоколот може да се повтори исто како првиот. Меѓутоа, пак ќе кажам, во нашите разговори и консултации пристапот е индивидуален, па правиме некоја полесна верзија, воведуваме еден оброк, а една кесичка, например, од суплементите ја отфрламе и така да го пратиме во текот и на вториот месец. Се зависи колку индивидуата сака да ослаби, бидејќи сега доаѓа и период на лето, доаѓа период кога што сите сакаат побаво да изгледаат, така да тие повторувања може да се повторуваат неколку месеци. Сигурно и ќе сакаме сите да се покажеме на некој начин, бидејќи како што кажавме, изолацијата би требало според најавите да заврши и веќе период на повеќе движење, дистанца, нормално одржување, но сепак задоволни од себе треба да бидат пред се луѓето за да тоа го покажат и да се чувствува, би рекол.
Точно. А вие тоа им го возможувате? Да. Да, ви благодарам, доктор Крстеска, за вашето присуство. Се радувам што по пауза од 2 месеци повторно во живо ни бевте гостинка и покана повторно да ве видиме во следниот месец овде во Фактор Здравје. Благодарам уште еднаш, доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот. Со тимот на овој центар ви стојат и натаму на располагање на 070 535 033 и би рекол да не го губите времето да закажете бесплатен термин и консултација и да го решите евентуалниот проблем со вишокот телесна тежина. Со овој апел потсетувам да одржувате дистанца, одржувате хигиена на рацете и да не ја допирате лицевата регија како најдобра заштита и превенција од коронавирусот и сите инфекти кои што се околу нас. Со оваа информација ви благодарам за вниманието и ве поканувам утре повторно да бидете со Факторот Здравје. До тогаш пријатно и останете со нашата програма.